Добар ден, вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Мицкоски потврди, сите 80 општини аплицирале за проекти финансирани од унгарскиот кредит. 1200 градилишта во Македонија. Тоа е историска, би рекол. Дел од овие пари се користат и за проекти во Кавадарци. Над 600 корисници ќе добијат вода, канализациона мрежа и фекален колектор. Ахмети го пофали и Таравари. Оваа влада не е ништо повеќе од антиалбанска влада. Набрзо средба Мицкоски Таравари, пошто ќе се знае дали министерот за здравство ќе остане дел од владата. Командирот на полициската станица, кој што првично беше суспендиран, сега е дел од осомничените во рамки на постапката. Ниту некој бил поштеден, ниту ќе има селективна истрага. Дециден првиот човек на полицијата. Пациентите кои се лекуваат во странство полека се враќаат во Македонија. Македонија падна неколку места на листата на Репортери без граници за медиумска слобода. СДСМ и ВМРО ДПМН е со меѓусебни обвинувања. Секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт, слободата на медиумите се гуши. Се должи на главната фабрика за ширење на лажни вести, а тоа се СДС и Венко Филипче. Сите 80 општини во Македонија поднесоа апликации за искористување средства за проекти од унгарскиот кредит. Ова го соопшти премиерот Мицкоски за време на неговата посета на Кавадарци, каде што со градоначалникот Митко Јанчев извршија увид во градежни активности на повеќе проекти. Во моментов во Кавадарци се реализираат голем број проекти важни за жителите. Андријана Лазова Божиновска за ова. Сите 80 општини во Македонија аплицирале да добијат финансиски средства од унгарскиот заем. Заклучно со денеска со завршување на вториот јавен повик, бројката на проекти достигнала 1200, што според премиерот Мицкоски и министерот за локална самоуправа Перински е историски успех. Најголемиот дел од парите вела дека се искористени за подобрување на патната инфраструктура, но и за изградби и доградби на училишта и градинки. И можам да кажам дека сега имаме близу 900 само од вториот проект. Или кога ќе се соберат од првиот и вториот повик заедно, тогаш ќе имаме вкупно 1200. Тоа се 1200 градилишта во Македонија. Тоа е историска, би рекол, вековна работа. Првиот јавен повик некаде склучивме договори во висина од 4,6, скоро 4,6 милиарди денари. Во вториот јавен повик од оној податок кој што денеска го добив, бидејќи се уште ги сондираме бројките, навистина е обемна операцијата, имаат пристигнато апликативни формулари некаде близу 16 милиарди денари, што значи дека вредноста на сите проекти кумулативно ќе надмине 20 милиарди денари и тоа е навистина импозантна бројка. Според премиерот и министерот, добар пример за искористеност на финансиската помош од заемот од Унгарија е Кавадарци, општина која аплицирала со 17 проекти вредни околу 400 милиони денари. Токму таму денеска владиниот тим со локалната власт промовираше неколку инвестиции од овој заем. Моклиш се наоѓа на дваташа, комплетно вливот од реката Луда Мара, па се до излезот на територијата на општина Кавадарци ќе биде заштитен еколошки, а при тоа над 600 корисници ќе добијат вода, канализациона мрежа и фекален колектор. Тоа од големо значење за тоа што првпат после 50 години во оваа населба се прави нова инвестиција. Даваат не резервна поддршка за општина Кавадарци, а поготово оној заем кој што го зема владата и го инвестира во општините за регионален развој. Денеска ни се сите 9 градоначалници без разлика на политичка опција присутни за овакви благородни и добри проекти кои се во интерес на нашите сограѓани. Во Кавадарци имаше и политички прашања за премиерот Мицкоски по несогласувањата во вреди и односите со Таравари, без да сподели детали и да го каже планот дали ќе побара од лидерот на Алијанса да остане или да ја напушти владата и кога ќе се одржи состанокот со него. Рече само дека ќе се сретнат, а односите во владината коалиција изјави дека се одлични. Таравари конечно свати дека владата е антиалбанска. Ова денеска го изјави председателот на ДУИ Али Ахмети на новинарско прашање дали ќе соработуваат со Алијанса на Таравари на локалните избори. Ахмети потврди дека веќе имал неколку средби со Таравари. Дополнително се закани ако екс-министерот за економија Крешник Бектеши биде обвинет за трагедијата во Кочани, ќе излезе на улица и нема да се врати додека не испровоцира со локалните да се одржат и предвремени
парламентарни избори. Го цениме храбриот чекор на господинот Таравари, кој многу порано разбра дека оваа влада не е ништо повеќе од антиалбанска влада, бидејќи дојде на власт со антиалбанска платформа. Во моментот кога ќе стане неприфатливо, несоодветно, тој може да си замине. Но ова се прашања на господинот Таравари, не на ДУИ, ниту на Европскиот фронт. Ова се внатрешни прашања што господинот Таравари мора да ги управува. Ниту има селективна истрага, ниту некој ќе биде поштеден. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во гостувањето во само интервју на Канал 5 рече дека истрагата која набрзо ќе заврши ќе покаже децениско системско руинирање на институциите, што довело до трагедијата. Во меѓувреме 8 пациенти од повредените во трагедијата во Кочани се враќаат од лекување во странство. Михајло Видимлиски. Немало барање во МВР за употреба на пиротехнички средства во дискотеката Пулс во Кочани за концертот на групата ДНК на 16 март, рече министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во гостување во само интервју на Канал 5. Вели дека полицијата немала законски основ да реагира, доколку некој официјално не пријави употреба на пиротехника. Не сум запознаен со таков факт дека некогаш е казната дискотеката за употреба на нелегална пиротехника, но факт е дека законските одредби предвидуваат за да Министерството за внатрешни работи издаде одобрение, согласност и така натаму, мора првен некој да го побара. Во конкретната ситуација барање не е доставено од страна на никого, ниту од страна на оние кои што ги употребиле, ниту од страна на менаџерите на клубот. Тошковски очекува истрагата да случајот да заврши наскоро и да покаже дека пожарот кој однесе 62 животи е последица на корумпираниот систем. Тој ги отфрли обвинувањата на опозицијата дека истрагата се води селективно. Помеѓу осомничените и командирот на полициската станица Кочани, а актуелниот министер за економија Дурмиши, за разлика од неговите претходници, не опфатен во истрагата, бидејќи како што вели Тошковски, двете лиценци дискотеката Пулс ги добила пред тој да дојде на чело на министерството. Командирот на полициската станица, кој што првично беше суспендиран, сега е дел од осомничените во рамки на постапката. Тој е осомничен за действие кој што го превзел, каде што цениме дека, односно јавното обвинителство цени дека, е постапено спротивно на закон, а е поврзано со предметниот кривично правен настан, ужасната трагедија која што се случи. Доказите со кои што сум запознаен во рамки на истрагата говорат за континуирано, незаконито, коруптивно постапување на многу сегменти во рамки на институциите. Во меѓувреме истрагата продолжува, а државниот обвинител Коцевски најави дека се очекува да заврши до 17 јуни. Од повредените во пожарот во странство на лекување остануваат уште 18 пациенти. Од Министерството за здравство информираа дека денеска уште 8 пациенти се враќаат од лекување, од кои 5 од Турција, 2 од Бугарија и 1 од Словенија. 5 пациенти ќе бидат под обсервација во градската општа болница 8 септември, 2 на клиниката за пластична хирургија и 1 пациент во хируршката клиника Свети Наум Охридски. 30 од повредените пак ја продолжуваат рехабилитацијата во Кочанската општа болница. Првомајските пикници дополнително ги извалка излетничките места. Не сите граѓани си ги собраа отпадоците. Алармантна е состојбата со хигиената во Скопје. Какви опции има земјава да ги добие бараните? Европски гаранции дека доколку се случат уставни измени, нема да има повеќе блокади поради идентитетски или билатерални прашања. Според експертот за европски политики Драган Тилев има конкретни разработени предлози со кои би можеле да се одблокираат нашите преговори. Со Тилев разговараше Јана Јосиповска. Како до излез од ќорсокакот на македонските интеграции? Долгогодишниот експерт за европски политики Драган Тилев во изјава за Канал 5 наведува неколку негови предлози за проактивен однос на државата во потрага по можно решение за надминување на статус-кво ситуацијата за почеток на преговорите со ЕУ. Според Тилев, уставните измени се политичка волја, но претходно треба одново да се изанализираат и да се бара прецизно толкување на сите билатерални акти и документи кои ги потпишаа Македонија и Бугарија како вториот протокол, а кои влегоа во заклучоците на ЕУ.
ЕУ. Во тоа треба да се инсистира на поддршка од ЕУ и од клучните земји, пред се Франција и Германија, вели Тилев. Во мое лично име, јавно признавање на македонскиот јазик како еден од официјалните јазици на Европската Унија. Тоа е дел од пристапните преговори. Тука ние не бараме нешто што не треба да се случи, потоа обезбедување на непречена работа на комисијата за историски и образовни прашања. Ние често пати говориме комисијата за историски прашања. Не е за историски прашања само, туку е комисија за историски и образовни прашања. Гаранции за воздржување од унилатерално толкување на спорни делови од договорите. Бидејќи кога Европската Унија разговара на тема билатерални односи помеѓу двете држави, дали е тоа помеѓу Бугарија и Македонија или е помеѓу Бугарија и Грција, секогаш тие седат на масата и го даваат своето толкување. Ние не седиме на масата, не можеме да го дадеме своето толкување. Факт е дека од технички аспект никој не би можел да ни даде гаранции дека не би имало нови обструкции на нашиот европски пат, смета Тилев, бидејќи одлуките во ЕУ се носат консензуално. Но она на што треба да се инсистира е да нема политички притисоци за билатерални прашања. Зборот гаранции многу луѓе различно го толкуваат и можат различно да го толкуваат, бидејќи секој може да го гледа зборот гаранции во свој агол. Некој ќе го гледа тоа од самиот технички процес на евроинтеграција, тоа е овој што господјот Кос го говори, дека никој нема гаранции кога ќе почне преговорите, дека ќе ги заврши, дека се ќе биде мазно и дека ние сите услови ќе ги исполниме, техничките услови, зборувам правните и техничките услови. Меѓутоа, кога говориме за таков тип на гаранции, ние не говориме за одстапување од европското право или дерогации, ние зборуваме за одстранување на опасноста да се користат билатерални прашања, отворени, кои што можат да се внесат преку преговарачката рамка во преговарачкиот процес и да го блокираат. Чекор напред според Тилев би било и утврдување на заеднички правила од страна на ЕУ за следење и елиминирање на говорот на омраза од двете страни и на сите нивоа од општеството, и особено неселективно признавање на сите одлуки на Судот за човекови права, како и писмен договор за завршување на Коридорот 8 и од македонска и од бугарска страна со гаранција од Европската Унија. Македонија падна за 6 места според индексот за слобода на медиумите на Репортери без граници. Дел од причините зошто назадувавме од 36 на 42 место се наведуваат и слаб тужбите кои служат за заплашување на новинарите. Во извештајот се наведува дека телевизијата е доминантен извор на информации. По објавување на извештајот партиите се скараа за тоа кој е виновен за уназадувањето. За ова Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Македонија бележи пад за 6 позиции за 2025 година на меѓународната организација Репортери без граници, за разлика од лани кога Македонија се најде на 36-то место на индексот за слобода на медиумите. Годинава земјава е рангирана на 42-та позиција, со што бележи пад од 6 места. И покрај тоа, состојбата со медиумите е оценета како задоволителна и таа се наоѓа во горниот дел од листата, која брои вкупно 180 земји, но на последното место од државите кои во однос на медиумската ситуација ја имаат оваа оценка. Во општата оценка за Македонија се вели дека иако новинарите во земјава не работат во непријателска средина, широко распространетите дезинформации и недостатокот на професионализам придонесуваат за намалување на довербата на општеството во медиумите. Извештајот исто така нотира дека националното законодавство се уште не е усогласено со европските стандарди, а злоупотребата на стратешките тужби против јавна партиципација или така наречени слаб тужби останува механизам за притисок врз критичките медиуми и новинари. Ваквата состојба се наведува, ги изложува независните медиуми на закани и напади. Комуникологот Петар Арсовски смета дека последниот извештај на Репортери без граници го покажува обидот на политиката да влијае врз медиумскиот дискурс. Падот на земјата за 6 места не ја класификува во друга категорија, останува во истата категорија на задоволителна ситуација, но се забележува еден глобален тренд во регионот, особено но и глобален, на зголемена зависност на медиумите од финансиски центри на моќ и заради тоа недостаток на независна уредувачка политика. Мислам дека она што го покажува последниот извештај е последица на обидот на политиката секогаш да влијае на медиумскиот дискурс. Кога не може тоа да го направи со авторитарни политики,
често се случува да втората алатка по која посегнуваат политичарите е можеби економската и финансиската независност на медиумите. И мислам дека извештајот токму тоа и го истакнува. Виновник за падот од 6 места во индексот за слобода на медиумите, СДСМ гледа во власта. Секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт, слободата на медиумите се гуши, новинарите се под притисок, а медиумскиот простор се стеснува. Денес тоа повторно за жал се случува. Репортери без граници алармираат дека новинарите се изложени на закани и напади, а владините функционери покажуваат понижувачки ставови кон медиумските работници. Од ВМРО ДПМН е враќаат. Велат падот на индексот на Репортери без граници се должи на ширењето на лажни вести и дезинформации. Падот на индексот на Репортери без граници се должи на главната фабрика за ширење на лажни вести и дезинформации, а тоа се СДС и Венко Филипче. И да подсетиме дека за истото имаат и осудителни пресуди. Од регионот во оваа група се само уште две земји. Словенија, која бележи напредок за 9 места и се наоѓа на 33-то место, додека Црна Гора е 37-ма со напредок од 3 позиции во однос на лани. Првомајските скари завршија, но некои посетители на излетничките места не си ги собраа отпадоците. Па така денеска овие места беа полни со смет, што најдобро сведочи за ниската граѓанска свест кај поединци. Состојбата со хигиената во Скопје пак на некои места е алармантна. Дејан Трајковски. Не сите кои вчера уживаа во природата ја оставија чиста позади себе. Некои ги насобрале отпадоците, но контейнерот кој е на самиот излез од излетничкото место им бил далеку, па цели кеси се оставени подпрени на дрвјата во шумата во Скопско Кучково, каде што бевме и вчера. На други пак им било тешко било што да собираат, па оставале по зеленилото секакви отпадоци, од хартии и шишиња до кебиња по грмушките. На едно место затекнавме и се уште топол жар кој во текот на ноќта можел да предизвика катастрофа. Опушоците пак можат да се видат насекаде. Сепак она што го затекнавме во Кучково не може да се спореди со тоа што го видовме на скопските улици. Пластичарска, која е една од најфреквентните и е транзитна Скопска улица, е претворена во депонија, и тоа на само 50 на метри од амбасадата на нашиот најголем стратешки партнер САД. Од фотели, телевизори и гуми па до цели полни вреќи со смет кои ги тераат луѓето да ја префрлаат улицата и каде нема пешачки премин, само да избегаат од лошата миризба која се шири од оваа мини депонија среде булевар, која е на само 2-3 минути од центарот на Скопје. На улиците се забележуваат и извадени преполни канти за отпадоци од домовите, за кои собствениците кои не сакаат да говорат пред камерата, велат дека им стојан надвор со денови, оти нема кој да дојде да го собере сметот. Не само лошо што изгледа, току почна надалеку лошо и да мириса. Топлото време само го зголеми ефектот на нечистотиите низ градот. Но на оваа локација, како и на повеќето во градот каде има зеленило, бујната вегетација веќе си го направила своето, па просторите изгледаат обраснати и несредени, како пролетва никој од надлежните да не ги погледнал. Изминатиот период на овој проблем се жалеа бројни граѓани од повеќето скопски населби, стравувајќи од змии, велејки и дека децата им играат во тие паркови. Ваквата состојба во градот е на само неколку месеци пред локалните избори, а за истата изминатиот период реагираа и граѓанските организации и активистите, кои побараа итна реакција од надлежните институции за решавање на овие проблеми. Без плата и без здравствено осигурување, вработените во Скопската зоолошка градина излегоа на предупредувачки протест. Се жалат дека веќе им се исклучени и телефоните, а дел од нив, поради тоа што не можат да си ги подмират обврските, имаат проблеми со извршителите. Последните информации се дека по денешниот собир платите експресно им се префрлени. Маја Стојановска. По 45 дена, вработените од Скопската зоолошка денеска добија плата за месец март. Ова за Канал 5 го потврди веде директорот на институцијата Зоран Попов. Според него платата не доцнала поради менаџментот, туку откако Министерството за култура без претходни консултации спротивно постоечкиот колективен договор направило измени на пресметките за мартовските плати, наложувајќи на директорите на културните институции да ги поништат старите решенија и да изготват нови. Ова доаѓа откако дел од вработените во зоолошката денешната пауза ја искористија за да ги информираат медиумите за оваа состојба, со апел до надлежните институции што поскоро да ја добијат својата плата. Председателот на самостојниот синдикат за образование, наука и култура Јаким Неделков пак кажа дека доколку не се изнајде решение, се размислувало и вратите на установата да останат затворени. Затоа ги замолувам
тие што се надлежни во сета оваа работа, што поскоро да најдат модус да решат, за да ние што поскоро земеме плата, за да не дојдеме до некои други несакани работи, да не дојдеме до поголеми штрајкови или не знам што. Значи, наше си ја бараме заслужената плата што треба да ни ја дадат. Како денеска луѓето излегува да ја кажат својата мака јавно на медиуми, од утре па натака доколку подитно не се исплатат платите, веројатно и вратите на зоолошка градина ќе бидат затворени. Мирослав Станковиќ, вработен во ЗОО Скопје, кажа дека институцијата станала арена за политички пресметки, додека вработените великденските и првомајските празници ги поминале без плата. Тоа алармираше и за недостаток од вработени во зоолошката. Ние сме минимално вработени, значи по реони немаме луѓе, немаме работници. Значи ние све даваме од себе. Меѓутоа сме склони на повеќе повреди. Кога немаме работници, кога треба една работа што треба двајца да ја сработат, ја работи еден, тогаш е многу потешко. И градоначалничката Данила Арсовска со став како Попов во телефонски разговор за Канал 5 објасни дека градот немал вина во доцнењето на платите. Вели тоа се случило поради промена на начинот на пресметка на платите од март 2025 година од страна на Министерството за култура. Во текот на вчерашниот празничен ден, како резултат на редовните сообраќајни контроли на полицијата, од вкупно 613 казнени налози, дури 132 прекршока се однесуваат за возачи кај кои после алкотестирање било утврдено недозволено количество алкохол во крвта. Воедно биле откриени 114 учесници во сообраќајот кои што немале возачка дозвола, велат од МВР. Инаку согласно одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на патишта, 115 прекршоци се однесуваат на непочитување на пропишаната брзина на движење, 42 мерки за недозволено паркирање, додека пак прекршочно се казнети уште 37 лица кои не користеле сигурносен појас. Изречени се 10 мерки за возачи на мотоцикл за неносење заштитна кацига, како и 7 санкции за возачи кои што зборувале на мобилен телефон при возење, информираат од МВР. Останете со Канал 5, проследите го новото издание на емисијата Самовистина, ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно.